Ало, здраво Бојан, Ненад. Дали ме слушате? Здраво. Се слушаме добро? Ало, Ненад, дали ме слушаш? Да, јас те слушам. Добре. Бојан? Се ставив на мют. Да, добро. Бојан е на мют, ама не знам дали е по избор. Може ме ве ask to unmute? Сега сум unmute. Така, одлично. Добре Ај дојде. Добре ве најдов. Значи, ќе одиме на лайв на Facebook за неколку минути. Претходно на Zoom ќе се приклучат повеќе луѓе. Бојан, како што се договаравме, значи сакам малку муабет за твоето лично искуство, како си стигнал таму каде што си во моментов, од Скопје до Германија со попатни станици, потоа малку за твоите искуства со COVID пандемијата, значи како новинарите има обврска да комуницираат за науката, и после може да отвориме за други теми, теми што се актуелни во моментов и теми што се интересни за тие што ни се на повикот. Јасно. Ти ќе го водиш разговорот со прашања, подпрашања и така натаму. Јас ќе го водам барем првите некаде пола саат, после тоа обично отвараме за прашања кај другите, значи дали публиката има прашања. Во момент прашањата на Facebook се отворени коментарите. Дека ова не е потребно да модерираме многу, меѓутоа ако видиме дека има некои несоодветни коментари, ќе ги тргнеме, така што дали треба јас да отворам Facebook или тоа ти ќе ги гледаш? Нема потреба, јас следам, значи би требало се да е во ред. Океј. Сега, значи ние имаме пријавено некаде 15 на луѓе на Zoom и отприлике уште толку на Facebook. И ова потоа ќе остане снимено затоа што вообичаено луѓе и отпосле се навраќаат. Да не беше стримувано, обично ова ќе беше момент кај што се запознаваме здраво кој е на повикот. Со Ненад се познаваш, претпоставувам, знам дека се познавате, Ненад не се. Многу дамно, да. И Ивица и Тања ни се приклучија, може да не поздрават од кај што се во моментов. Еве поздрав од мене од дома. Поздрав, се знаеме долго време. Од Никола Карев уште. Како си, Ивица, не сум те видел од тогаш. Фала на пратење, да. Од давнешни времиња и заедно соработувавме кога беше бегалската криза. Бојан беше веќе адаптиран во медиумскиот свет надвор од Македонија и ни пружи една интересна шанса за игра која што до тогаш ја немавме. Така што треба да го пофалам и од тој аспект. Супер, баш ми е драго. Добро да те видиме, Ивица. Не знам дали ти е сефте. Мислам дека си бил неколку пати. Бев, ама еве да ме видите во живо. Одлично. Бидејќи треба да отидеме во живо, само кратко представување, значи Тања ни е на Јожеф Стефан во Словенија, Влахо Костов работи за Panasonic, во моментот живее во Германија. Наташа ни е од Македонија, ни го води маркетингот, пишува репортажи од CSTV, Илија Дуковски е на Бостон универзитетот, физичар, Драгана е жена ми. Поздрав. Да, убаво би било кој може да држи уклучена камера, затоа што поаѓаме сега на Facebook, меѓутоа без притисок. Знам дека за сите онлайн состаноциве не се лесни да цело време бидеме приклучени. Мене деца ќе ми упаднат, не смеам. Големо ова дете во Тања што ти помина. Супер. Еве го и Андреј, здраво Андреј. Андреј е професор на Карнеги Мелон. Чисто за Бојан да знае отприлике кои се на овој повик, а на Zoom имаме друга публика што е од пошироките фанови на Кантар. Океј, се спремаме, одиме во живо за секунда. Здраво на сите. Ако може некој само да потврди дека можеме да се видиме на Facebook, мене ми кажува нотификација дека сме во живо. Дали некој има отворено Facebook во моментов? Еве го, јас го гледам. Значи, супер, добре дојдовте на сите и на оние кои што се во моментов на Zoom, а тоа се членовите на Сиеста заедницата,
и за оние кои ни се придружуваат преку Facebook, одлучивме овој настан да го стримуваме и таму. Ова е малку различно од вообичаените сиести, затоа што прв пат имаме гостин што е новинар. И мислам дека темата е сепак многу релевантна, а јас веќе подолго време сакав да го поканам Бојан Панчевски да дојде да зборува со нас. За среќа Ненад Сврзикапа го познава добро, не стави во контакт и Бојан великодушно се согласи да ни гостува на оваа прва новинарска сиеста. На Zoom имаме членови од сиеста заедницата, некаде 15 на луѓе кои што не следат редовно. Меѓутоа, овој пат го стримуваме настанот и на Facebook, така што доколку гледачите на Facebook имаат прашања, ве молиме поставете ги во коментар, а јас ќе се обидам да модерирам и на Zoom и на Facebook. Наташа исто со нас, мислам дека и Наташа ќе помогне со модерацијата. Бојан, добре дојде. Би сакал прво тебе да те представиме, а потоа како што ќе се развива дискусија, оние кои што ќе ги поставуваат прашањата во дискусијата, исто така ќе ни покажат и од каде се и малку за себе пред да го постават прашањето. Јас сум Никола Стиков, веќе 2 години ги тераме овие состаноци, овие сиести, професор на Универзитетот на Монтреал, овде во улога на модератор на дискусиите. Бојан, добре дојде и ако можеш кратко да ни се представиш. Здраво, Никола, здраво на сите, добре ве најдов. Благодарам прво за поканата и за љубезните зборови, за љубезниот вовед. Ние новинарите знаеме да прашуваме, а некако тешко ни оди сами кога треба да збориме за себе си, или барем така е кај мене. Инаку, јас сум роден во Скопје, израснат во Скопје, заминав на половина од студиите, заминав во Австрија, таму ги Каде студираше? На кој факултет? На УКИМ студирав во Скопје, потоа Универзитет на Виена студирав општа и компаративна книжевност. Тоа е една интересна езотерична наука. Мислам дека тоа е и на Наташа професијата, ако не се лажам. Така, Наташа? Да, колега. Имаш колешка. Така, добро, браво. Има и други, значи. Потоа студирав во Австрија, останав во Австрија некое време, таму почнав да се бавам со новинарство. Првично пишував за македонски весници, некои и магазини тогашни што излекува, а подоцна часописи, а подоцна или брзо после тоа почнав да пишувам за австриски печатени медиуми. Може да ни кажеш малку за македонските? Каде имаш објавувано? Ова сега е пред 20 години, веројатно. Значи, јас заминав негде 99-2000-та, така некако. Утрински весник, имаше некои часописи разни, сега искрено да ти кажам, не можам да се сетам, знам дека беше. На кои теми пишуваше? Некои чудно ја почнав со новинарството, тоа почнав со некакви есеи, коментари, некои наклапања, знаеш, на многу млада возраст почнав нешто така со некои размислувања, не беше тоа ништо конкретно, ми се чини глобално земено политички, да речеме, некоја геополитички, локално политички ориентирана мисла. И потоа пишував за култура, за уметност, доста, па и од Виена имаше разни настани таму интересни за нас, ми се чини во тоа време. Па и за тоа известував од тогаш за македонските списанија и тоа беше некој краток период, година-две. И потоа почнав да пишувам за австриски печатени медиуми и брзо потоа за англиски, тогаш најконкретно баш за од Велика Британија. И со тоа почнав со тие така наречени англосаксонски медиуми да работам, да соработувам и не сум од тогаш престанал, сега работам за американски весник, за Wall Street Journal. А дали пишуваше и на германски на почетокот? Како го совлада јазикот? Па да ти кажам, многу лесно го совладав јазикот, затоа што морав, значи како што викаат јужните, северните соседи, шта се мора, ние тешко. Дојдов тогаш, ја кога дојдов во Австрија, не беше толку космополитски град Виена како што е сега, мислам, беше така релативно провинцијален и мораше да се знае германски ако сакаш да учествуваш во нормалниот живот, значи да конзумираш медиуми, да разговараш со луѓе, посебно со постарите.
Така да ми треба некои 6 месеци, бев на интензивен курс и за некои 6 месеци проговорев некако како така прозборев и на студиите поточно пошто морав во таа насока на студии што јас ја студирав, значи не беше тоа инженеринг или некоја конкретна наука со универзални некои работи, него јазикот беше основно средство, така да морав многу брзо да го совладам. Значи конкретно можам да ти кажам кога научив германски, кога требаше да пишувам семинарска работа, ми се чини така се вика тоа, за Джеймс Джойс на германски. И тоа за тоа како се преведува Джеймс Джойс, а оти Джеймс Джойс за тоа што го читал по доцните дела пишува на повеќе јазици одеднаш, тоа е еден таков литерарен хаос. И тезата беше дека не може да се преведе и сето тоа требаше да го осмислам и да го раскажам на германски и тоа некако ми помогна да научам германски релативно брзо. И да, прво беше на германски, а потоа на англиски. И кои беа англиските медиуми пред Wall Street Journal? Како се калеше кариерата? Пред Wall Street Journal конкретно Times од Лондон, значи Times и Sunday Times, бев нивен кореспондент за Европска унија, базиран во Брисел, долги години, прво во Виена, потоа во Брисел, а претходно бев фриленс, значи со слободно новинарство се бавев и работев буквално за сите медиуми од Велика Британија. Мислам нема некој вестник поголем да не сум пишувал за него, а дури и за телевизиски станици понекогаш. Некои кратки репортажички правев за Ал Джазира, Sky News и така натаму. Можеш малку да ни кажеш за тоа што е потребно за да се стане редовен дописник на волку реномиран вестник? Која е тајната на успехот? Како некој од Македонија може полека да се избори за таква позиција? Не знам, би рекол како и за се друго, малку свеќе и многу работа. Ја веќе бев етаблиран кога почнав, значи пред некои 5 години се вработив за Wall Street Journal. Таа работа ми ја понуди, ја веќе бев етаблиран и бев пишувал многу за Германија и од Германија и за европски некои теми, тоа ништо ги интересираше, така да они ме знаеа веќе кој сум, им пратив некои работи што сум пишувал, ги прегледа, имавме некоја релативно долга процедура на запознавање, на некои такви комуникации и мислам во оваа професија е прилично, веројатно е поинако од други некои професии, од тоа што си го работел за сите е очигледно, значи може само на Google да ме прогледа и да види што сум пишувал во текот на годините и дали им се допаѓа тоа или не. Така да тоа прилично брзо оди после известно ниво. Сега да дојдеш до тоа некое ниво, да се пробиеш, тоа е доста тешко, и мислам дека има многу, барем порано имаше. Знам кога работев пред 10 години за Times, имаше кој ми кажа тогаш на информација дека 50.000 студенти завршуваат медиски студии со намера да работат како новинари годишно во Велика Британија. Не знам дали е уште така, тоа значи пред повеќе од 10 години беше. И мислам дека не може нормално сите да најдат работа, нема доволно медиуми, а и медиумите нормално со пораста на социјалните медиуми и интернет и така натаму помалку и помалку пари имаат и помалку можат да вработуваат и да плаќаат добро, така да прилично е тешко, ми се чини сега во моментов е баш не е лесно. А тогаш исто така не беше лесно, така да почетокот беше тежок, тие првите неколку години беше не знам, нема некој рецепт што би можел да го препорачам, едноставно многу работа, малку среќа да бидеш во право место на право време, исто така и тоа. Значи да одбереш можеби географски некоја позиција каде што можеш да најдеш за себе да створиш некој свој стил или некоја своја тема да добро да познаваш, што би било интересно за поголем број на луѓе. Ама не би му препорачал никому да почне да се бави со таа работа. Значи ја кога почнував тоа некако од немајка да го почнав да имав завршена книжевност, не знаев, немав некој друг занаед, значи не бев инженер или лекар или архитект или не знам, водоинсталатор или забар, така да немав некоја универзална работа со која што може веднаш да почнам да се бавам и тоа што знаев некако да артикулирам мисли јазично и тоа може би ми помогне. Во почетокот беше тоа некоја привремена работа, некој провизориум, така го гледав, и потоа се претвори во професија и вокација. Тогаш веројатно беше полесно отколку сега, оти немаше социјални медиуми, мислам дека луѓето сепак повеќе конзумира класични некои мејнстрим медиуми отколку сега што е случај веројатно.
Ти си дописник на Wall Street Journal за Германија. Колку написи во текот на неделата произведуваш и што останато се содржи во твојата работа? Претпоставувам дека има и истражувачки дел. Да. Па биде нема некое правило, знаеш, понекогаш еднаш на месец, понекогаш 5 пати неделно, знаеш, зависи од тоа колку понекогаш зависи од тоа што се случува, не, значи не пишувам ја баш вести, ката дневни работи што ова се случи, она се случи, како што агенциите јавуваат, туку повеќе пишувам некои есеи аналитички или некои глобални теми, значи не работам строго за тоа што се случува во Германија, туку пошироко за Европа и понекогаш за некои глобални процеси, например пандемијата како што беше или сега војната во Украина и реперкусиите од тие големи истории за економијата, за политиката на Европа, на Германија и пошироко. Така да нема некое правило, значи мислам дека ако се извади некој просек, ја верувам дека тоа би било, мада имаме ние некој систем што вади просек и сите уствари big data, тоа е се обработено. Само одамна не сум го погледнал. Мислам дека веројатно еднаш неделно му доаѓа просекот. Но тие се така, како да кажам, по суштествени, субстанцијални некои написи, поголеми, се истражува, значи делумно е истражувачко новинарство, понекогаш делумно е аналитичко новинарство, делумно е објаснувачко новинарство, значи одам некаде да видам нешто, да доживеам нешто, да го опишам, да разберам што се случува и така натаму. А што правиш со идеи што ќе ги добиеш, што можеби не се во доменот на Wall Street Journal? Дали пишуваш на други места уште како фриленсер, дали пишуваш нешто на македонски? Не. Па биде, јас сум по договор обврзан да пишувам за, мислам тоа ми е работа full time, немам, значи ако би пишувал за други, ретко се случува да некогаш напишам некој есеј што нема никаква врска со мојата работа, ама тоа многу ретко се случува и тогаш морам исто да разговарам со весникот да видам дали, значи кај нас има тоа некои прилично се строги правилата на американското новинарство и посебно кај нас. Се смета дека вработениот, значи новинарот го представува весникот и во социјални медиуми и го приватен живот, значи тешко е да кажеш ова е приватно. Например, не можам јас да отворам Twitter под мое име, акаунт или Facebook и да почнам јавно да пишувам некои работи и да кажам ова е приватно. Значи сите знаат дека го застапувам Wall Street Journal во Германија, значи не можам сега да напишам што ја мислам за канцеларот на Германија Олаф Шолц, например, какви се моите чувства спрема него или дали ја мислам дека он е добар или лош. И така натаму тоа е дел од тој code of conduct што се вика, значи не знам како го преведуваме тоа на македонски. Во секој случај тоа е дел од договорот, така да поретко, многу ретко. А немам ни многу време. А на македонски не. Вака со вас што разговарам сега ми е дури малку тешко, се морам да разучам. Зборовите не ми доаѓаат баш така лесно. Македонски зборам со сестра ми и со моите родители по интернет. Сепак одлично се снаоѓаш и се надевам дека ќе има шанси некогаш и да прочитаме нешто повеќе од тебе на македонски. Кога се подготвувавме за разговорот, рековме ќе почнеме од пандемијата, затоа што пандемијата ги натера сите новинари да пишуваат за една научна тема. Тоа претпоставувам дека тебе не ти е фах, меѓутоа многу брзо требаше да истражиш, да се информираш и потоа да споделиш со јавност многу сензитивни информации. Можеш ли да ни кажеш малку за тоа искуство? Да, тоа беше многу интересно искуство, значи не ми е фах, како што рече туку, ете, ја ти раскажам, сум студирал книжевници, претходно никогаш не сум се бавел исцрпно со научни теми, немам воопшто таков некој бекграунд образовно или професионално. И така се створи една ситуација дека единствената приказна што беше актуелна да се пишува и да се работи беше пандемијата и се што е поврзано со пандемијата. Нормално има многу фасети, тука има многу нијанси, како економијата беше под влијание на пандемијата, политиката што се случуваше и така натаму, значи имаше за секој по нешто, ама бев ја конкретно пошто се заинтересира, пошто од почетокот за тоа што по некоја случајност имав контакти со луѓе што ја предвидоа пандемијата уште во јануари, значи кога почна првите вести од Вухан, од Кина за тоа дека има респираторен вирус, дека се шири, дека се проширил надвор од границите на таа област. Имаше неколку луѓе што точно ја предвидеа пандемијата и што точно кажаа што ќе се случи. А тоа тогаш не беше баш етапирано. Кои беа тие луѓе? Новинари од Германија, од Кина?
Не, во Германија тоа беше еден виролог и епидемиолог, професор на универзитет таму во Хале, градчето, кој што бев рано во контакт со него, видов интервју на телевизија и тој рече ке се потеке создавање на глобална пандемија и мора веднаш да ги затвориме границите или барем да ги контролиреме границите. Тоа беше доста рано, каде значи во тоа време Заводот за здравство или како веќе се вика тоа на македонски на Германија, Роберт Кох институт, етаблиран светски познат. Советот на Роберт Кох институт беше се е оред, нема причина за паника, нема причина да се затворат границите, бла, се е окей. Мислам дека повеќето Фаучи во Соединетите Американски држави, во Велика Британија, нивното советодавно тело, слични работи кажува, значи немаше никоја голема паника. Тоа беше еден човек што тоа го кажа, а вториот беше на девојка ми татко, физичар од Унгарија, познат етаблиран физичар, кој што кога ги слушна првата вест ми на радио, почна да си направи некоја пресметка за тоа како би се ширил. Си направи модел на парче хартија, значи го моделираше ширењето на вирусот и се јави и каже купувајте маски и ако можете изнајмите куќа на село негде, наскоро ќе има локдаун. И тоа ја мислам дека е, знаеш, дека малку се откачува, после се зачита малку што е пандемија, како функционира една пандемија. И така и се случи точно тоа што го предвиде, мислам, моделот му беше точен во рокот неколку минути на салветка што си го напиша човекот. И тоа ме заинтересира многу, како е можно да, значи тоа е нешто толку очигледно и јасно дека се случува, дека одговорот на овие современи високотехнологизирани општества беше толку спор и никаков во почетокот. И тоа ме заинтересира, така да ја почнав баш и за научните аспекти да истражувам на тоа што се случуваше, за медицинските аспекти, и тоа ми требаше некој crash course, што викаат на англиски, да се потковам малце, немав поема од медицина, од биохемија, од биологија. Ненад Цвртикапа ми помагаше доста, комунициравме интензивно во тоа време за тие работи, и тој неговото истражување е блиско до некои работи, посебно до вакцините. И така, и потоа аутодидактично, значи така, мислам, не спиев ноќе и се образував на интернет. А исто многу ми помага што како новинар имам, знаеш, кога ќе се јавам негде и ќе кажам здраво, јас сум кореспондент за Wall Street Journal, добивам веднаш пристап, например, разговарав со неколку Нобелови лауреати, добитници на Нобеловата награда за биохемија, за медицина. И тие се луѓе кои што можат многу убаво, сите се они професори, ми се чини, едукатори покрај тоа што се научници, и може многу убаво да ми објаснат што се случува всушност, да, или како функционира биолошкиот аспект и така натаму, иако е нормално многу од нив не беа во право и не можеше да се знае точно како ќе оди понатаму, но така беше предизвикувачки, како што викаат на англиски, како што се. Мојата забелешка за тој период, посебно тој иницијалниот, нели, fog of war што го викаат, е дека многу аутсайдери од полето беа појасни и по-агресивни во препорачување мерки. Мислам дека имаше некоја омерта помеѓу виролозите, помеѓу јавноздравствените работници, да не се дига паника, да се даваат информации кои што се и конфликти една со друга, а некогаш и намерно лажни. Јас се сеќавам дека Зейнеп Туфекчи беше еден од тие ретки ликови што не се занимава со конкретните теми, меѓутоа многу рано почна да предупредува. И незините текстови стигна и до Атлантик, она успеа да направи од своите пишувања баш една убава група на следбеници. Предпоставувам дека аутсайдерството некогаш е и плюс, затоа што не си премногу заглибен во терминологија и финеси, туку се обидуваш да големата слика. И немаш репутација да ставиш на коцка, знаеш, друго е кога си добил Нобелова награда за медицина и да кажеш да истресеш глупост некоја што после 2 недели ќе се покаже како неточна, нормално дека мораш да бидеш внимателен. Мислам дека премногу беа внимателни, значи информациите што издегуваат тие официјални телеве, Роберт Кох институт, тоа е страшно познат, страшно реномиран, тоа е агенцијата во Германија кај што сите гледаат и канцеларот и министрите и целата државна машинерија и сите доктори, значи целата медицинска фела, слушаат тие што ќе препорачаат, тоа и законски се следи. Значи, они ако препорачаат дека Македонија, да речеме,
ризичен ареал за нови варијанти од вирусот, тогаш на македонските граѓани ќе им се отежни влегувањето во Германија, ако тие издадат таква порака, или ако не издадат таква порака, ќе им биде лесно. Значи, тоа тело конкретно и многу такви дела, и доктор Фаучи, што е толку популарен и познат, прво викаше доктор Фаучи дека маските немаат врска, дека не треба да се користат, дека дури штетно е да се користат маски, од не знам се лепат вируси, не знаеш да ја ставиш правилно. Имаше така малце ги инфантилизира луѓето, знаеш, тие врни некои доктори и научници, имаше тој наратив дека не треба да се користат маски, и нема да знае генералната популација како да стави, пошто нели треба да ја ставиш да биде вакуумирано, да не пропушта воздух горе доле, и сега дека тоа нема да знаат луѓето да го направат. И такви некои работи, мислам дека и затоа изгубија многу на кредибилитет, и потоа тие глупави теории на заговор и секакви дрндупки што искачаа по разни социјални медиуми, фатија некој замав, и луѓето беа едноставно разочарани. Ако Фаучи 3 пати кажал нешто што е апсолутно неточно и се докажало како неточно, зашто би му верувал некој потоа? Зашто да не веруваш на некој тамо трет човек од интернет што кажува нешто што повеќе има смисла за тебе како лайк? Така да имаше голем и во Велика Британија на пример имаше голем во почетокот, во првите недели Борис Џонсон кажуваше дека треба да ги миеш рацете. Значи мите ги рацете и секој ќе биде окей. Значи немаше никаков муавет за трансмисија, како се пренесува респираторниот вирус. Иако тогаш веќе беше јасно и ми се чини на кинезите им беше јасно, не знам колку они комуницира или не комуницира, ама дека се пренесува преку воздух беше прилично јасно, а он трубеше со недели дека ако миеш раце се ќе биде окей. Значи луѓето се заразуваа масовно без да знаат како да се заштитат. Имаше оние глупави прегради од плексиглас се ставаа во ресторани и као све е супер, има преграда од плексиглас или на шалтер, а тоа затворено тамо грејење пуштено, изолирано, не отворил прозор никој 2 дена. И овакво и мислам дека тие грешки се правеа и затоа тешко беше дури на професионални новинари, кои што се многу малку, кои што се научно подковани да вистински да бидат информирани за нешто кога такво нешто кога ќе се случи на пандемија, да бидат веднаш во состојба да процесуираат такви комплексни информации и да направат еден избор за своите читатели, тие луѓе што работат за Science или Nature, или тие се многу малку, тоа е многу мала заедница на луѓе и дури нив беше тешко да направат една дедукција на тоа што е вистина, што не е вистина. Значи тоа со маските беше еден класичен пример. Целиот естаблишмент викаше маските нечина. Значи тие што викаа дека маски треба да се ставаат и веднаш купувајте маски, тие беа као отпишани као да немаат врска со зборот. Потоа се покажа дека тоа било вистина. Па потоа беше и нели бевме присилени да носиме маски. Значи имаше 180 степени заокрет и за вакцините имаше слични работи, дека немаше нели тоа предупредување дека можеби ќе се инфицираш и ако си вакциниран, дека не заштитува вакцината од инфекција, туку заштитува од тешка болест и така натаму. Тоа не беше доволно јасно комуницирано. И кога почнаа луѓето да се инфицираат, иако беа 3 пати вакцинирани, имаше една огорченост, имаше цели заедници во во Германија, на пример, што мислат дека тоа е се комерцијална превара, дека ги тераат да се вакцинираат за Big Pharma, заработува пари, а никој не им објасни конкретно дека ќе се инфицираат и секој ќе се инфицира и не може да се избегне инфекцијата, ама ако си вакциниран ќе ти биде полесно и нема да завршиш во болница или бетер. Некои од твоите текстови баш станаа вирални. Така јас дознав за тебе. Има ли некој на кој што посебно... Кој, на пример, Никола? Чекај, сега ме стави ти мене на Добро, нема везе. Меѓутоа, знам дека на почетокот, значи, тука некаде, не знам, април, мај, видовме неколку написи од тебе што беа баш насочени повеќе кон едукација на луѓето што е овој вирус и што се случува. Има ли некој на кој што посебно се гордеш, што мислиш дека направи ефект и добро го издржа тестот на времето? Па да, ја бев, ми се чини еден од првите, ако не и прв во мејнстрим медиумите што напишав еден текст за тоа дека тие на така наречени super spreader events, значи масовни настани каде што се масовно се пренесува вирусот, се клучни за развојот на пандемијата. Мислам дека тоа подоцна се покажа како точно и кога ги забранија
едно време беа во поголем дел на Европа беа забранети тие поголеми настани, други ги затворија кафаните и кафичите и така натаму, ама посебно тие масовни настани како фудбалски надпревари, дискотеки, клубови, значи тие забави во затворено, карневали, се покажа дека во Германија пандемијата се прошири, епидемијата тамошна се прошири на карневал, имаше во еден затворен простор голем број на луѓе и не знам колку 40% од нив се заразија и потоа тие ја пренесоа болеста низ цела Јужна Германија. Во Италија слично имаше фудбалски надпревар во Милано, кој што се смета дека беше иницијалната каписла за таа експлозија на вирусот што настана во Северна Италија, во Ломбардија, во тој дел на Европа. И во Велика Британија имаше 2 утакмици слично и една, мисля, еден концерт, поп концерт во затворен простор што служеше. И така, мислам дека тоа беше една од првите текстови кои што дури имав имели од високо профилирани експерти кои ми пишуваа потоа, и да, ова го прочитав, кога сосема се слагам. И онака беше многу смешно, пошто отвараа дебата со мене како со некој колега, дури еден ми пишуваше цело време почитуван доктор Панчевски. Пошто мислеше дека имам PhD за ова. Така да, тоа е тој текст. Јас се сеќавам многу што сподели сега во чет. Значи се сеќавам на овој некаде јулие 2020 за маските. И овој знам дека беше многу споделуван. Masks help stop coronavirus, so why are they still controversial? За тој се сеќавам и дека јас го прочитав многу рано и многу мои пријатели ми го праќаа, така што одекна многу широко. Да, тоа исто ми е текст што ми се допаѓа, од ја тогаш истражував малку за историјата на маските и испадна дека еден кинески доктор Ву Лиен Те во 1910 година ги измислил прототипот на денешните оние N95, не знам во Македонија како се викаат, во Германија FFP2 ги викаат, оние дебели медицински маски, значи за време на манџуриската куга открил дека респираторна е тоа болест, дека се шири преку воздух и ги направил тие маски и ги представил на тогашната медицинска заедница во регионот, а тоа тогаш биле колонијалните сили уште присутни таму во Англија и Франција, и има еден многу познат и признат француски лекар што го исмеал. И исто тој работел со пациенти во истиот регион и му рекол дека идиот, дека како може да мисли дека маската тотално исто како денешните муавети, со таа разлика што францускиот доктор се разболел и умрел, а кинезот преживеал и доживеал да биде славен и да биде сега во некои кругови запамтен како татко на медицинска маска. И тоа беше интересно, исто како се повторува историјата, исто во Сан Франциско за време на шпанската грозница, на шпанскиот грип, имало иницијатива да се наметне користењето на маска. И противниците на маски исто аргументирале како денес што аргументираа во Соединетите Американски држави, со исти протести и со мислам, буквално скоро идентични работи се случувале. И тоа е интересно како после 100 години и повеќе од 100 години се повторува историјата и некако не сме созреале како луѓе во таа смисла. Фала ти. Се надевам, сакам сега ова да го однесеме во една насока на генерализација. Нели, имавме криза во која што комуникацијата на науката беше многу важна. Некои научници и некои новинари се покажаа на нивото на задачата, некои не. Пред да отвориме прашања од публика, јас би сакал едно твое мислење. Што е потребно за поправилно научно информирање на јавноста? Дали е потребно на јавноста повеќе да ја образуваме, или е потребно новинарите и оние што го креираат јавното мислење да имаат повеќе искуство и такт во споделување на овие информации? Па и двете, и повеќе од тоа. Ја мислам дека прво и основно потребно е да бидат искрени тие што комуницираат со јавноста, значи не само научниците, туку и медицинските власти, да речеме, или надлежните во таа област, од некои власти, од некои агенции државни и така натаму, да комуницираат појасно. Значи, јас кога разговарав со некои од тие луѓе што ги споменав пред малку и кога ги прашав зашто на почеток викавте дека маските не чинат, кога мора да знаете како доктор дека не иде никој хирург во хируршка сала без маска, да ја носи маската за да не го зарази пациентот.
а во интензивна нега кога за ковид пациенти се работи, се штитат сами себе си со маски, инаку сите би се заразиле таму. И тие па нема да знаат да ги стават маските, бла бла бла, значи такви некои глупости. Мора прво и основно, тоа е правило уопште за кризна комуникација, мора да бидеш искрен. Ако почнеш да лажеш, ќе те осетат луѓето. Ако почнеш глупости да збориш или некој PR што нема врска со вистината толку што би требало да има, мислам дека таа информација брзо ќе се разоткрие како некоректна. И мислам дека тоа е голем проблем. Еднаш кога ќе се изгуби репутација, било кој да е комуникаторот, многу е тешко да се поврати. Било кој да е тоа. Ако се работи за претседател на Соединетите американски држави или премиерот на Велика Британија или главниот доктор на некој германски институт, кога ќе се изгуби репутацијата, многу тешко да се повреди. Значи веродостојност. Ако некој нешто кажал и се утврдило дека не е тоа вистина од било кој причини, ако е искрена грешка, треба да се признае грешката. Ако се други некои позатини, мислам дека тоа е прво и основно. Репутацијата е многу да се поврати репутацијата на институциите. Никој денеска сите сме паметни, како порано сите што беа селектори на фудбалски репрезентации подобро знае од селекторите на фудбалските репрезентации. Сега сите се епидемиолози. Сега нормално тоа помина, сега сите се експерти за Русија и Украина. Тоа е таа функција на социјалните медиуми на интернетот, за жал. Така да, кога има таа тотална демократизација на информациите, значи нема веќе езотерично знаење, нема да одиш на доктор и да го слушаш него, ти кажува како порано што било ја кога сум бил во Југославија во основна школа, ќе дошол докторот, ќе не вакцинирал и немало тука многу некој муабет, нити јас сум знаел да прашам нешто во врска со вакцините, нити моите биле така едуцирани да сега да оповрнат тоа што кажал докторот. Ако докторот го рекол, значи така треба. Сега нема веќе така, значи ние мислиме дека докторот или е лопов или идиот, или работи за Big Pharma, или краде пари, или има некои тамо злобни намери, пошто работи со Бил Гейтс и сака да не чипува. И значи тие работи се присутни, мора да се соочиме со тоа дека нема да исчезне тоа. А антивакцерското нема врска со пандемијата, тоа си отворено така, затоа се враќаат сипаници и други некои детски болести што биле искоренети, затоа што луѓето едноставно веруваат на својата информација што добиваат на интернет. И сега како може тоа? Не може да се ограничи глупоста што се шири, мора да се устоличи кредибилитетот на тие луѓе или тие институции што даваат вистински информација. Тоа е многу тешко. И прво и основно тие треба да се грижат да бидат директни, јасни, веродостојни и да признаваат грешки. А друго, треба да има едукација на луѓето како да се процесуираат информации. Значи сега ние секој еден му е достапно целото знаење на човештвото мање више на интернет. И дури пред некој ден разбрав дека покрај тоа што има информација како се прават бомби и така натаму, ISIS што ги аплаудира и се слободно достапни, има исто за вирологија некои катастрофално опасни информации што се достапни на само треба да си високо стручен да ги искористиш. Сега сите тие информации се присутни, значи целото знаење е присутно, а не знам дали има начин, никој не знае како да го процесира тоа конкретно, значи начин на размислување некој, како да се филтрира глупост, како да се верува на тоа што е веродостојно. И мислам дека тука ќе биде многу тешко. Има многу социолошки студии покажуваат дека има дел од популацијата, на пример во Германија каде што јас живеам, која што веќе не е достапна за мејнстрим информации. Тие едноставно толку се затворени во тој круг на само информирање, имаат своји групи на Facebook, имаат своји групи на интернет, веруваат на тоа тамо што се дели. Така да не се веќе достапни. И кога разговарам со политичари во Германија, они ми викаат отворено, ние не се обидуваме веќе да допреме до нив. Тие се изгубени како гласачи, генерално се изгубени. Тоа мислам катастрофално. Тоа е се уште мал број на луѓе. Ама секако може да се регрутираат нови. Мислам, има што аварира има луѓе што веруваат дека земјата е рамна, нели, оние flat earthers. И тоа звучи као заебанци. Од секој сум мислел дека они се зезаат, ама не се зезаат. Вистински постојат такви луѓе што мислат дека земјата е рамна. Значи постојат луѓе што мислат дека Бил Гейтс е позади вакцините, дека не чипува, дека такви ствари. И како да се промени тоа? Мислам дека треба да се веќе, ако е касно за нив, за постарите што забегале, треба да се образуваат луѓе млади од најмала возраст, од основна школа, значи како се процесуираат информации, како се конзумираат медиуми, како се развива критичка некоја свест. Ти порано требало да одиш во библиотека за да станеш некој фрик, да читаш за вируси и да читаш за чипови и да читаш за вакцини, а од денешно време не треба да идеш во библиотека, него
си отвориш Windows и покрај Pornhub ќе си гледаш и conspiracy.com. И мислам дека тој предизвик многу тешко е да се реши, како ќе поминува времето, све полоше и полоше ќе биде. Сега вас читав некоја студија што покажува дека млади тинејџери и тие што се молванди од 9-10 годишни во западниот свет, посебно во Америка, не се ни во состојба веќе да читаат книги, нити ги интересира, не може ни филм да гледаат или музичко видео. Така им се врзани неуроните поради TikTok и слични социјални мрежи, да веќе они се калибрирани да конзумираат информација од TikTok. Не можеш, например, да читаш нешто конкретно, нормално, тоа е сосема друг вид на живот. Може би сите такви ќе станат со време. Да, ќе се прилагодат и медиумите на тоа, веројатно. Меѓутоа, може ќе деволуираме, знаеш, може ќе имаме големи очи и помали мозоци, да можеме да конзумираме тоа. Ќе видиме, али мислам дека секако образование за постарите до таа ниво дека може, а секако кај помладите треба да им се објасни што е TikTok и така натаму. Имаше еден фантастичен текст во New York Times пред 2 години, ми се чини, за интервјуа со инженери и девелопери и овие што развиваат софтвер во Facebook, Google и уште некои од тие во Силиконската долина доминантни компании, и сите тие, значи сите они што беа интервјуирани таму, строго им забрануваат на децата свој да ги користат продуктите што они ги развиваат. Тоа е многу интересно. И објаснуваат зашто, затоа што едноставно тоа не мислат дека е добро. А сепак е превалентно, така да мислам дека треба и регулативата, значи законски треба да се почне малку да се размислува околу тоа, и секако образованието, не знам друго што би помогнало. Мислам, ја разговарам со мои пријатели и тешко е да ги убедиш. Ја, например, сум читал со месеци околу некоја тема и мислам колку толку лаички се разбирам, и ќе разговарам со некој пријател што прочитал, не знам, на Twitter нешто и после видел на Facebook, и тешко е да ги разубедиш. Едноставно многу е тешко да разубедиш некого што верува во нешто. Така да не сум огромен оптимист по тоа прашање. Ова е моментот каде што би сакал јас малку да се повлечам, да оставам простор за гостите што ни се и на Zoom повиков и на Facebook. Инаку на Facebook имаш поздрав од Сани Јосифовски од времето кога сте оделе заедно на репортажа на Косово. Приштина и Косовска Митровица, мисли дека било за Guardian. Така што здраво Сани, тој е и дел од оваа група, меѓутоа не следи на Facebook. Јас оставам малку простор за прашања, коментари. Андреј, повели, представи ни се ако можеш и постави го прашањето. Важи. Здраво, Бојан, мило ме, јас сум Андреј, професор сум на Карнеги Мелон во Питсбург, работам на машинско учење. Супер, резонирав многу со стварите што ги кажа. Да се надоврзам малку на баш на последнава тема. Се прашувам дали имаш чувство колкав и кој дел од популацијата е воопшто достиглива. Значи во Америка имам чувство, особено околу периодот кога почна QAnon да станува онака мејнстрим, почнам да добивам чувство дека некои работи што мислевме дека се фринж феномени од типот на Алекс Джонс, од типот на QAnon, во многу поголеми размери стане. По некои бројки дури има 17 до 20% луѓе што се придржуваат до некоја форма на QAnon. И добивам чувство дека многу е не е веќе станато да е некој екстремно мал дел од популацијата, да има некој фринж, како се вика conspiracy theory тип на погледи, туку е голем дел од популацијата. Прашањето ми е дали имаш чувство, мислам, не знам кој дел од популацијата е воопшто достиглив за да имаме продуктивни разговори. Па тешко да се каже, она што го знам е дека има во политички науки со години се прават студии за тоа колкав дел од популацијата е подлежен на екстремни идеи. Сега тоа значи не е исто како сега QAnon, може би малку преекстремно, тоа е онака, треба стварно да си забеган, да тоа е као научна фантастика мешана со лудило некое. Али за екстремни идеи 20 до 25% од некоја просечна популација е подлежен. Значи, тоа е секако случај во денешно време во Германија, кога се прават тие студии. Во време на Ангела Меркел, канцеларката бившата изгради една сопствена машина за испитување на јавното мислење.
И мислам дека тогаш они рачунаа дека таа десничарска партија далек алтернатива за Германија се вика дека нејзиниот плафон е 25%. Се тоа не значи дека тоа се лудаци или тоа едноставно има меѓу нив сосема нормални луѓе и делумно политичката платформа на таа партија е сосема нормална. Значи тешко е да се каже, не сум видел за QAnon конкретно, многу е тешко да се каже во втора најголема земја на интерес на луѓето за QAnon е Германија, by the way. Значи после не знам колку 250,000 луѓе во Германија се препишани на YouTube од QAnon акаунти. Така да и тоа исто е интересно. Тешко е да се каже, секако се зголемува бројот на тие луѓе, оти имаш генерации нови кои што стануваат возрастни, кои што се израснати сосема на social media, значи. А тоа не може да биде добро. Значи мислам тоа стварно не може да биде добро. Еве ја гледам по себе, мислам има милион студии што покажуваат дека тоа е лошо, дека не можеш да се фокусираш, дека губиш концентрација, дека IQ-то ти паѓа, мислам научно е докажано дека ти паѓа IQ-то кога се не знам како е зборот на македонски, кога се расплинуваш на сите страни со социјалните медиуми, значи не само да читаш глупости или некакви теории на заговор, него едноставно не можеш да се фокусираш веќе нормално, не можеш да работиш, не можеш да размислуваш нормално, не можеш да напишеш роман, да речеме, ако веќе си во состојба да напишеш роман, многу ќе ти биде тешко ако висиш по интернет. Така да мислам дека биде полошо со време, а посебно што тие во денешно време кога ќе се случи нешто, информацијата се шири во реално време. Значи сега почне некоја нова војна, да речеме, во рок од 10 секунди ќе имаш милион работи за таа војна да прочиташ ти, ќе имаш некои псевдоанализи веќе на Твитер, ќе имаш мислења, ќе биде луѓето, ќе бидеш изложен на многу мислења. Порано не било така, требало време да се катализира некој мислење да се создаде. Во денешно време во рок од неколку секунди веќе имаш нешто и си соочен со тоа нешто и веќе ти градиш свое мислење по основа на тоа што го гледаш. А тоа е токсично, тоа е ужас, пошто тоа што го гледаш мора да е некоја глупост. Не може некој во толку кратко време да формулирал нешто рационално, нормално и точно. Посебно не за комплексни работи, а светот секогаш е комплексен. Има една фантастична студија што му ја пратив на Никола за тоа математичка, има една формула што ја направија неколку физичари за тоа како социјалните медиуми ја зголемуваат или ја движат, дури се двигатели на поларизацијата во општеството. И причината за тоа е што во старо време се соочен си со туѓи мислења кои идеш да вечераш со нив, кои идеш во кафана да пиеш со луѓе и некој ќе ти каже ова, она политика, фудбал, и евентуално може и ќе се испокарате, ама нема да, мислам, пак ќе се видиш со нив, не може сега така да. А на интернет анонимни луѓе ти ги покажуваат своите мислења, цело време си ти изложен на нив и цело време тој некој гнев, тоа незадоволство расте, оти ти си присилен со самото тоа што гледаш некое мислење формулирано, присилен си да создадеш свое мислење. И често пати твоето мислење е антагонистичко на тоа што го гледаш. А посебно што тоа ти е анонимно и на интернет можеш слободно да се откачиш без никакви манири или човечност некоја, значи не е исто како да седнеш у идадија со некој ќе се спотепате ако почнете да се псуете. Значи мора некој цивилизацијско ниво да се одржува у кафана, а на интернет не мора. И мислам дека ќе биде све полошо и полошо. Ама не ми е познато колкав дел, мислам сепак тоа е малцинство, некој кој што ќе расте и веројатно ќе расте до алармантни размери. И тоа ќе го доживееме многу брзо. Се веќе го доживеавме многу брзо, што се случи во Америка со тој нападот на парламентот, мислам, тоа беше како да се гледа падот на Римската република на fast forward, она почнеш телевизија и оној со рогови, тачно тако беше овој Гот или Вандал, кој Chief of QAnon. Тој баш беше тој беше врачот на QAnon, да, тој веган, кога го затворија у затвор, се мајка му се жалела дека е веган, не му даваат веганска храна. И тоа е баш типичен на постмодерно некое време, таков тип добро вежбал, она се гледа дека вежба у сала, се грижи за своето тело, вегане, и тотално е луд, разбираш. И работи со социјални медиуми, политички определен, го напад на парламентот, рогови носи на глава, мислам, не знам што да кажам. Тоа го доживеавме, ќе доживееме и бетер. Тоа е мојата прогноза. Фала, Бојан. Ивица имаше кренато рака? Ивица? Еве мене. Бојан, знаеш што малку ми смета, ми се чини дека знаеме понекогаш да потонеме во една ситуација да се прогласиме ние себе си за некоја елита која што е високо на брдото и сега гледаме доле оваа простава маса и така натаму.
Искрено ти кажам, затоа што сум бил политичар, ми смета ти пристап. Затоа што мислам дека проблемите не се TikTok, него мислам дека се поструктурни. Затоа што ова се случува периодот кога има најголема растечка нееднаквост во светот. Има луѓе кои што сиромаштија е влезено во глава, он треба дневно да преживее. И се човек на кој што сиромаштија му е влезено во глава, он нема особено за некакви си апстрактни концепти да размисли. Еве гледа, например, социјалдемократска Германија кога е на врвот држава на благосостојба 70-тите, нема некој посебен екстремизам во Европа, во Америка и така натаму. Тоа е едно, а второ во однос на радикализмот, знаеш, имам премногу па либерали другари кои што веруваат во јоги, реинкарнации, будизми и така натаму, што исто така е малку чудно и непросветителски, ако можам така да го земам. Па тие ја ги рачунам тамо, сите тоа. Тамо ги ставаш, добро. Да, тие први ја ги ставам, да. Но односно ова, мислам дека пристапот треба да биде не да го ставиме тој слој, ај сега, знаеш, онака, ќе погледнеме, ставиме зид на секој 20 години, ќе погледнеме, живи се, добро, нека тераат. Мислам дека треба да ги разбереме кои се мотивите, што го формирало нивното мислење. На крајот на краиштата и просветителството кога почнало и кога почнале природниците нели да го просветлуваат народот, имале далеку по-голема работа од оваа што имаме ние денес. Тогаш имало маса и маса неписмено население и сиромашно население, па видиш успеале да направат цела планета да ја врземе во еден систем кој што пулсира и да гледаш научната размена која и така натаму. Така што мислам дека можеби пристапот треба да биде поинаков, да видиме овие структурни работи како нееднаквоста, како некои форми на дискриминација, но масовни форми на дискриминација. И втората работа, да видиме што го мотивира тој човек, што го формира неговиот светоглед, што е тоа што му фали, како тој, зошто тој протестира на крајот на крајот. Зашто ова и форма на протест против елитите во секој случај. Колку се Да, види, јас сосема се слагам со тебе, значи да се извинам на овој гледачите и така натаму, ако погрешно бев сватен, значи јас зборев конкретно за медиска писменост и за тоа како денешните нови видови на медиуми влијаат врз свеста и врз комуникацијата и врз некои општествени процеси, а тоа што го ти го зборуваш, мислам дека е сосема друга тема, значи таа поларизација основана на поделбата, на стратификацијата во општеството на тие луѓе што можат да се снајдат во оваа глобална средина и тие што не можат. И тоа е сосема друга тема, за тоа мислам дека не зборував конкретно за тоа. Не зборуваш, но само го наметнувам дека како. Да, не, на тој QAnon ликот ја не го гледам како еден поддржувачи на председателот Трамп од таа група на луѓе што се оставени, што живеат у приколици, што немаат работа, што никој не ги ферма веќе со децении. Значи напротив, тој е веган, вежба, добро е ситуиран, има камен човекот. Пола од нив беа такви луѓе, знаеш, таму што дојдоа. Имаше дури некој смешно голем број на луѓе дојдоа со приватни авиони на таа манифестација, на тој напад врз парламентот. Значи не, мислам тоа е сосема друга тема. Ја зборам за тие што веруваат на основа на конзумацијата на медиуми, што забегуваат и што веруваат во глупости и антинаучни некои теми, конкретно пошто наука беше тема. А за политичката поларизација врз основа на нееднаквоста тоа е сосема друго и се слагам сосема со тебе. Да, нема збори. Не мислам ја дека сите тие партии се екстремни или дека нивните поддржувачи се екстремни. Конкретно QAnon не е ни партија, ни политичко движење, него тоа е лудило мозга, разбираш? А овој што се однесува до например некој као Трамп или као алтернатива за Германија, тоа се сосема легитимни политички процеси кои што имаат и пак ќе победи Трамп. Немам никакво сомнение во тоа. Или ако не Трамп, некој уште бетер од Трамп. Секако ќе биде бетер од Трамп, пошто Трамп имаше карактерни слабости, поради што иначе ќе победеше повторно и пандемијата го уназади нормално. Ама мислам дека он го стави прстот во таа рана точно што гниела со години и има зашто он е тамо и зашто стана председател и зашто пак као некој од него. Само следниот пат тој што ќе стане председател нема да биде суд егоман, него ќе биде некој што е многу поспособен и по-политички адаптибилен и тоа ќе биде, тогаш ќе видиме што ќе биде, ама секако нема да се извлечат вака лесно американци како што се извлекува овој пат. Само бетер ќе биде од сега понатаму. Тоа е мојата прогноза. И сосема се слагам со тебе сето што го кажа. Значи ја конкретно зборував за конзумација на информации, за процесуирање на информации, за научни некои теми, у однос на здравство, у однос на пандемијата и така натаму. Иначе што се однесува до политичка поларизација, тоа си има свое. А делно нормално се движи политичката информација и од медиумите, од
Порано имало некои медиуми што се прилично екстремни, например, ја кога почнав во новинарството имаше медиуми кои што отворено беа ксенофобични, онака ултра ксенофобични, тоа например некои таблоиди во Велика Британија во денешно време, тоа пред 15, 16, 20 години што се пишувало на насловна страна, во денешно време е незамисливо да се пишува за странци, за црни луѓе, за роми и така натаму, некои ствари сега да ти пуштам приватно да видиш у тоа време што се пишуваше, мислам и ние памтиме, само сме заборавиле, тоа е се променето сега. Така да конкретно зборував за тоа. Инаку сосема си управо. Јас ќе се надоврзам во Благодарам се. Фала, Ивица. Во отсуство на други прашања, слободно надоврзете се. Прашање за Бојан. Дали промените што ги гледаме во новинарството и конкретно многу новинари кои што решаваат да го напуштат тој систем на, не знам, New York Times, Washington Post и да започнат соло кариера, пред се тука мислам Бери Вајс нели си замина од New York Times, Мет Тајби замина, Глен Гринвалд замина, дали тоа покажува дека можеби иднината на новинарското информирање лежи кај индивидуалци, а не кај институции кои што се реномирани новинарски брендови? Да, има нешто во тоа. Секако, мислам дека кога ќе изградиш известна репутација, можеш веќе да се обидеш да создадеш свој бренд. И модерните медиуми го дозволуваат тоа. Значи, може еден новинар, ако има доволно капацитети интелектуално и физички да продуцира доволно материјал, може да се осамостали сосема како тие што ги спомена, а и Алекс Џонс, што го спомена претходно Андреј, тој беше пионер во таа област, онака one man show. Можеш да направиш Substack, да направиш подкаст, да направиш видеокаст, да направиш YouTube channel, да направиш Twitter и whatever, и тоа не е кошта ништо, мислам, буквално тоа е без пари. А можеш да почнеш да работуваш пари од ads, од реклами и од претплата, ако си толку добар ќе се претплатат. И сега ќе видиме како ќе биде. Бери Вајс супер иде, ама тоа се стварно неколку луѓе во еден пазар од 300 милиони луѓе, или ако рачунаш глобален пазар многу голем, да речеме само Соединените американски држави 300 милиони луѓе, во еден таков пазар, значи нема уште многу такви како Бери Вајс и така натаму Глен Гринвалд. Али мислам дека да, тоа дефинитивно ќе се случува со тоа што треба човек да има што да понуди. Значи проблемот со тој стил на работа е со тоа што обично сериозните ствари знаат да бидат досадни, значи и скапи. Например, моја работа е кога ќе одам нешто например, кога одам кога бев во Украина да пишувам за војната, тоа трае со месеци, скапо е многу, тоа хотели коштаат, панцирни опреми, шлемови, не знам, глупости, значи кој може тоа да си го дозволи ако е one man show, ако не е веќе етаблиран да прави пуно камен, така да мислам дека квалитетот автоматски ќе опадне, ти можеш само да се подпреш на својот собствен интелект, а не баш на тоа, на информации некои што можеш ексклузивно да ги добиеш, или што можеш да обезбедиш себе си, да се обезбедиш пристап до некои настани, до некои, немаш едноставно време. А сега, знаеш како викаат на англиски за мислење, opinions are like, нема везе. Али, у принцип, сега ќе се сведе малку на мислење, на дебата, на полемика, и тоа е малку зезнато, секој може да полемизира, посебно ако е талентиран, ако е паметен, ако е речит, ако е духовит, онда можеш да дрндаш цело време околу некои теми што знаеш дека поларизираат, например culture wars, gender, не знам, за раса да почнеш да збориш, за конзервативци, либерали, бла бла бла. И онда автоматски, ако се одледиш за една страна на дебатата, например ако си против Трамп или ако си за Трамп, автоматски си имаш читатели, има кои да те следи, пошто тие ќе се сложат со тебе, голем дел на луѓе, и треба само да ги пумпаш онака тоа што ги интересира да им го даваш, и они ќе кликаат, и од тие кликови ти ќе добиеш парички, пошто ќе имаш advertising. Или ако се претплатат, уште подобро. Тоа е малце зезнато и пошто големото искушение ќе биде да се втурнеш сосема во мислење, во поларизација, не е секој филозоф, знаеш, whatever. Тоа е многу добро, знам, работеше кај нас, и она е супер, да, ама она се бави со полемика. Тоа, она не може сега, нема време да оди у Норвешка и да види таму, ако не знам, има некоја епидемија помеѓу мечки и да види што стварно се случува, или на граница со Русија и Финска, и дали некој нешто таму направил, и што направил, и како направил, колку саат, и кој е крив, и кој не е крив, и така натаму.
Тоа може сега за сега можат само етаблирани медиуми да го направат. Така да она, знаеш, има многу на англиски што викаат MSM, mainstream media. И често пати многу смешно на Твитер ќе пуштам некој текст што сум напишал и некој ќе го ретвита од тие пацки и ќе рече you won't read this in mainstream media. Тоа буквално е mainstream media. Али темата му се допаднала и сега нема ова на mainstream media, разбираш. Така да мислам дека тоа е големо искушение. Мислам дека е исто е супер. Да, ако се сакаш да се бавиш со тој начин на дебата како Бериш што прави, тоа е супер и она е стварно многу битен глас за либерализам, за конзервативизам, за било што, за некоја алтернатива на она што го имаш во некои други медиуми кај што она работела. Така да меч со две острици. Од една страна е супер, пошто како и се друго со оваа гиг економија, можеш станот свој да го изнајмуваш, ако имаш добар стан, ти оставиш на Airbnb, ќе си заработуваш парички, да те види Господ. Ако си рече, ти си отвориш Substack и подкаст и ќе правиш камен, ќе кажеш вицови или ќе збориш за политика. Али нема да можеш вистински да известуваш за пандемијата или да известуваш за војната во Украина или да правиш нешто конкретно што бара инвестиција на пари, инвестиција на време, инвестиција на енергија и само едукација. Така, фала ти. Во исто време се јавија Ненад и Тања. Прашањето на Тања се надоврзува на ова што досега го зборевме, така што Тања, ако сакаш кажи го, ако не да читам. Да читам. Ќе читам. Читај. Еве те. Читај. Па сега се уклучи. Прочитај ти. Па да, се надоврзува некако. Ама еве пошто спомна Бојан дека е многу битно искрено да се обраќаш кон јавноста, особено во време на криза, без разлика дали си политичар или си новинар. И тоа сепак постои компромис пак помеѓу тоа да бидеш искрен и да не направиш паника кај јавноста, па да биде контрапродуктивна таа искреност. Кои се тие компромиси? Дали моментот е битен, дали размислуваш за тоа како експертите би реагирале, како политичарите би реагирале, кај брцаш прсти кога известуваш, кои се тие компромиси? Ми звучи како многу комплексен процес. Па тоа не е за мене за размислувам, ја не размислувам за тоа, не правам такви избори или компромиси, тоа е, мислам, политичари го прават и конкретно во медиумите, уредникот го прави, ако мисли дека нешто е. Ако, например, сега имам текст дека корона мутирала во смртоносниците ќе умреме и сега јас сум го добил тој, мислам, ова е тотално неверојатно и нема да се случи, ама да речеме е сега по некоја фантастична случајност и ја идам со таа информација, прво во весникот има разни процеси да се утврди дали е колку е тоа вистина. Ако се утврди дека тоа е вистина, ултимативно уредникот одлучува дали ќе се објави нешто или не, а не сум имал до сега случај да не се објави нешто заради тоа што треба да внимаваме. Ако е вистина и тоа е тоа. А политичарите нормално и ако си директор на некоја државна институција, тогаш тие размислуваат така, тие мораат имаат некоја поинаква обврска. Мојата обврска не е да размислувам што е добро, што е лошо, туку што е точно, што е неточно. Така да ја лично такви компромиси не сум правил никогаш. Имало случаеви кога не ми се објавувале текстови, ама онака кога ќе размислам сега имало и причина зашто. Не сум доживеал до сега да рече некој ова многу е контроверзно, мислам вистина е, ама ајде да не го објавиме, такво нешто не. Ама мислам ја па зборам сега конкретно за медиуми што имаат многу високо квалитетни медиуми, така да мислам дека во други некои медиуми и во други некои земји, други култури владеат. Така да во Русија сигурно нема такво нешто, или во Унгарија или било каде. Мислам има пуно примери лоши. Мене такво нити ме интересира тоа, нити размислувам за тоа. Ако нешто е точно и треба да се знае. Ако е релевантно, нормално. Мора да биде релевантно. Сега ако се работи за некој трач, за некоја позната личност, онда не е важно и да е вистина, не може би не е релевантно. Фала Тања, фала Бојан. Ненад? Ево Бојан, баш ми е драго што се гледаме. Имам две прашања. Првото е поврзано со COVID. Генерално, мислам дека имавме една уникатна ситуација каде медиумите и сите научни журнали, сите COVID вести ги направија да бидат достапни до генералната популација, но етаблираните медиуми генерално бараат претплата. Дали мислиш дека тоа е проблем и дали
тие вести кои се, да речеме, поверодостојни, на кои некој поминал баш доста време да ги истражи, не се толку аксесибилни до генералната популација. А второто прашање ми е така, можда дали може да сподели со нас некоја интересна ситуација каде, например, спомна дека знам дека беше во Украина и дали си се ставил некогаш во опасност во текот на твоето истражување, дали некогаш сгуснало и дали може да споделиш некоја таква ситуација со нас? Да, па за првото прашање, мислам дека ја тие одлуки не ги носам, тоа е комерцијалниот дел. Комерцијалниот и новинарството и комерцијалното работење се сосема одвоени кај нас. Мислам, најбуквално се сосема одвоени, нема ништо заедничко и ја не сум на никој начин мешан во тие комерцијални одлуки. Тоа има друг менеджмент што се бави со таа стратегија некоја комерцијална, оти нас ни работа преди се да заработуваме пари. Ако не сме способни да обстанеме на пазарот, нема ни да не има. Значи немаме ние субвенција никаква. И ако сме добар продукт, значи има два начини да бидеш да продаваш на пазарот, на било кој пазар на информации, наука, било што. Или си добар или си ефтин. Сега ние сме скупи. Ние ми се чини најскупи сме. Баш изненадив кога открив пред некој ден дека сме најскупи. Али сме добри, се надевам. И јас сум за такви теми. Ја од секогаш и за време на пандемијата, ја колку што можев моите текстови ги делев и со тебе и со секој друг. Колку што можев и кога не беа отворени, ја ги праќав по имејли, ги ставав на Facebook понекогаш, што не би требало да се прави, ама ја лично мислам дека да, у конкретни ситуации треба што достапно е. Мислам дека тоа е веројатно и добра комерцијална стратегија, оти сам си правиш реклама, ако видат луѓето дека стварно вреди, онда подоцна ќе се речат дај ќе се претплати на ова, скупо е, али вреди. Така да, а инаку сум, да, во кризни ситуации треба да се сподели нешто, треба да се направи макар некоја мала комерцијална жртва за тоа е на некој начин инвестиција по мене. И инвестиција во јавно информирање, инвестиција во твојата репутација и твојот маркетинг. Што беше другото прашање? Украина, да. Приказни. Да, многу пати. Сега вака кога размислувам, си мислам кај ми бил паметот, али у моментот кога си тамо, знаеш, не го доживуваш тоа као опасност. Например, еден ден бев 3 пати поминавме преку фронт линијата, со тој имав еден шофер, тој беше наводно филмски продуцент во Донецк, таму бев базиран, тоа беше 2014 у јули ми се чини. И 3 пати поминавме преку фронт линијата. И сега денешно време ќе си размислам, си имам кај ми беше паметот. Тоа е многу опасно, пошто има артилерија од двете страни и случајно ќе те погоди некоја. Плюс има снайпери на двете страни. И треба да поминеш на тие checkpoints, како се контролни пунктови кај што седат тие со пиштоли, а они се главно беа грото луѓе што не се обучени да бидат војници. И понекогаш беа нервозни, пијани, беа издрогирани и беше тешка компликација тоа. А сега од денешен аспект не ми е јасно како зашто така. Мислам еднаш конкретно баш тој ден поминавме значи преку фронтот и мирно беше на тогаш беа тие бунтовници, така значи проруските бунтовници, поминавме кон украинската страна и на украинската страна местеа топови, огромни едни хаубицер се викаат, хаубици на македонски се викаат. И ги местеа хаубици, се поздравивме, со тоа си направивме моите, местиме хаубици, сега ќе ги бомбардираме. И сега требаше ми тегне браке за назад и бега подалеку. Али ние си продолжиме, пошто ја имав некоја цел. Ја во тој момент кога си викаш чекај да видиме што се случува, да разговараш со човекот и она, знаеш, не. Често пати фотографии и камермани гинат така и тогаш ми стана јасно зашто, затоа он снима нешто што очигледно иде према него и е опасно, али мора да го сабаш и да го види. И сум видел ситуации кога го влече продуцентот динарно го зима вака и го влече назад, пошто тој не е освестен во тој момент. Разбираш, чекај уште 2 секунди. И ние поминавме така, после имаше снайпери, поминавме, видовме една кола изрешетена, цело семе со утепано, значи 4 луѓе мртви, така, мислам, грозна сцена една. Поминавме, застанавме, погледнавме, поминавме, јасно беше дека има снайпери, пак се поминавме, па се вративме во истиот пат. И кога се вративме, хаубиците чуреа, значи тоа беше после неколку сата, овие партал ги направи, правеа пауза и ни рекоа имате пола сат, идете и пак ќе почнеме. И ние као брзо иди. И после кога дојдовме до таму границата, искочија едни со
со калашникови и само што не утепаа, пошто они беа на англиски што се вика shell shock. Они го преживеале тоа бомбардирање и тоа у главата им бучи се и ние како што дојдовме за колата, они нас не се зрнаа. Идеме од тамо кај што ги бомбардираат. Не знам како живи останавме, чудно беше тоа стварно. А тој со мене што возеше, тој беше прилично неустрашив. И тоа сега се гледа по овие снимки од Украина, што ги гледаме кои идат говораки кон тенкови. Таа некоја храброст што делумно потекнува малце и од неразмислување, знаеш, не размислуваат така луѓето, тие се такви, мислам, таков им е табиетот. Не само што немаат страв, туку не ни размислуваат, тој буквално не размислуваш, не му беше јасно. И така, таа беше една ситуација и многу имаше такви ситуации, имаше и кога си тамо не размислуваш за тоа, после тоа размислуваш. И веројатно, мислам, сега би бил повнимателен, се надевам, ама знаеш, кога си во нешто што се случува, потешко оценуваш колку е, посебно ако си тамо 3 месеца или неколку недели, перцепцијата на опасноста се менува, значи ти се навикнуваш на новата реалност. И онда тоа што, например, ако гледаш на телевизија си речеш ова е многу опасно, ако си тамо, живееш тамо неколку дена, онда си викаш, окей, тамо они пукаат, знам, снайперот е лево, десно, треба да идам, некако сам себе се залажуваш дека си окей. Така да, да, мислам, зезнато е тоа и стрес, после се создава некој стрес и има она што се вика посттравматски стресен синдром, тоа се создава подоцна, пошто стрес функционира чудно, се таложи и се акумулира. И не си свесен у моментот за тоа. Ја немав никакви симптоми на стрес или страф додека бев таму, ама после кога се вратив, знам бев во Њујорк по некоја работа. Стори имав девојка таму и после некое време почна да изнегуваат тие некои симптоми. После 2 месеца од кога се вратив, кој мешам да забравено беше. Така да, се случува тоа, ама треба едноставно да се внимава. Со искуство веројатно подобро станува се. Фала многу. Дали имаме некои други коментари и прашања? Веќе сме околу 1 час, вообичаено ова ни е временската рамка. Јас тогаш би завршил со едно прашање за Бојан, за моментов во кој што живееме како човештво, за тоа како историјата се повторува и некое предвидување за што е зрак во тунелот, светлина во тунелот која што ни дава причина да продолжиме да веруваме на медиумите и со надежда да го поминеме овој посттравматски синдром од кризава и да можеме некако да функционираме на понормални теми. Има ли нешто што ти дава надеж? Има ли нешто што ти вели дека и ова е минливо, историјата се повторува, ќе стигнеме до постабилни времиња? Па да, секако види, мислам ја онака по професија сум песимист, ама по природа сум оптимист, така да мислам дека види, ако го гледаш тоа што разговаравме со Ивица премалку, има големи проблеми, посебно во западните општества, ама глобално кога го гледаш светот никогаш не било подобро отколку сега. Знаеш, има таа некоја кривоколчена перцепција што имаме ние од сме многу забегани во лоши вести и во негативно размислување, ама сиромаштијата се намалува, гладни луѓе има помалку од било кога што имало. Добро, има и повеќе луѓе од било кога што имало, но сега подобро се живее, медицината е достапна на многу повеќе луѓе од колку што била достапна. Значи нема оние некои катастрофални работи што доскоро биле нормални, се искоренуваат полека. Еве за една пандемија од глобални размери се најде вакцина во рок од неколку месеци, мислам, тоа е сосема неверојатно, никогаш не било така. Така да мислам дека прогресот, технолошкиот прогрес е огромен, социјалниот прогрес е огромен, делумно во западните општества се случуваат овие некои проблеми социјални од тоа што луѓето се под број 1 декадентни веќе од таа благосостојба што веќе трае доста долго. Број 2 затоа што богатството полека се шири, колку и да има нееднаквост, значи со Кина, Индија, порано некои работи се произведувале само во Франција, зборам се за технолошки некои продукти. Сега тие работи се произведуваат подобро во Кина отколку што се произведувале во Франција. Значи Кина не само што конкурира со Франција, туку целиот маркетинг го зела за некои работи. Значи полека се шири таа некоја благосостојба и сега тоа исто се болни процеси нормално. Ама кога гледаш глобално, ако има некоја крива на тоа здравје, образование, исхрана, социјален мир или што знам, мислам дека иде на подобро, не иде секако не иде на полошо. И покрај тоа што
ако гледаш, знаеш, ако конзумираш известни медиуми или социјални медиуми или канали или мислења, имаш впечаток дека све иде надоле и дека сме, а уствари не, напротив, све иде на подобро. Глобално, ако гледаш глобално, сега во конкретни некои земји можеби ситуацијата е поинаква, ама ако гледаш глобално човештвото се иде на подобро. И може да иде подобро. И технологијата што постои во моментов, секако дека може да ни овозможи многу подобар живот ако ја користиме правилно. Дури оваа технологија на масовно информирање, социјалните мрежи, мислам, тоа може многу подобро да функционира отколку што функционира. Има едно супер интервју со Дейвид Боуи, на сите што им го препорачувам од 90 и некоја година, од самите почетоци на интернетот, 92-93, и со Джереми Паксон, он е многу познат новинар од Велика Британија, и зборат за интернет. И Дейвид Боуи у тоа време, оној, како се вика, оној Кругман, Нобеловецот, економистот Нобеловец од Кој Америка. доаѓа во Скопје во понеделник, инаку за тие што не знаат. А така, зашто Да. доаѓа Скопје? Кругман ќе биде тука. Има некој економски форум се организира и понеделник во 10 Сабајле, Кругман е тука. Да, Така он е што- колумнист во Нью Йорк Таймс, познат економист, добитник на Нобелова награда за економија. И он тогаш рече, истиот период, рече интернет ќе има ист ефект на глобалната економија као факс машината. Значи ништо повеќе, ништо помалку. Тоа интернет, whatever, факс машина. А Дейвид Боуи интервју вика, ова ќе го промени човештвото. И пак сме му вика, како ќе го промени човештвото? Тоа е имейл, вика, што може да го промени човештвото? И ова вика, не, ти немаш појма, ова е a new life form, a cosmic life form. Вика, све ништо нема да биде исто, све ќе се промени. И управо беше Дейвид Боуи, не беше управо Кругман. И гледајте го, најдете го тоа, Дейвид Боуи, Интернет Паксман, го има на YouTube тоа клипче. Еве го пратив, затоа ми влезе аудиото. Си го пратил веќе, браво. Така што- И мислам беше управо Дейвид Боуи. Например, и лошите ствари, не знам дали ги предвиде, он нормално беше позитивец и си остана до крај. И тоа све што го кажа беше управо и јас се слагам со него и ете завршна реч, дека мислам дека се иде на подобро и сега ако не завршиме со глобална термонуклеарна војна наскоро, све ќе биде окей. Бојан, фала ти многу. Навистина ми значи и што го одвои времето и што разговараше со нас на тема која што не е толку дневно политичка колку што е една визија за сегашноста и иднината на новинарството. Така што остануваме во контакт за понатаму, се надевам дека ќе имаме шанса и за некои настани кои што ќе бидат собирање на оваа заедница на едно место во живо. За сега остануваме онлайн. Драго ми е дека и во вакви убави мајски вечери сепак луѓе наоѓаат време да ни се придружат, така што фала ви многу. И на тие што сте на Zoom, и на тие што не гледате на Facebook, а снимкава ќе остане и за понатаму кој сака да ја слуша. Поздрав до сите, добра ноќ и се гледаме наскоро. Поздрав, чао, чао.